Еве на со нова емисија во која се надеваме ќе го привлечеме вашето внимание, почитувани. Разговараме со Ристо Златев, најстариот и цариникот кој придонел економијата во Тиквешијата во Кавадарци да расте. И тоа од многу одамна, така што сегашните услови во кои живееме и работиме, во кои економијата цвета, еден од позитивните виновници за ова работа е Ристо Златев. Како царинска испостава започна далечните 70-те години, сега 2024 година тоа е нормална работа. Нормално е да се работи, да се привредува, да се царини стока овде во Кавадарци, наместо да одим во Скопје, во Гевгелија, во Крива Паланка или во други места каде што има царински испостави во Македонија. Значи, наредните минути ги посветуваме на најстариот цариник во Кавадарци, Ристо Златев. Ристо, здраво? Нешто сакаш да ме исправиш на почетокот? Не си само најстариот, туку и првиот. Првиот цариник од Кавадарци. Ова емисија ја работиме на денот на царинските работници на Македонија 14 април, со повод. Цел живот посветен на царината. Како почна Ристо? Сега ќе ви кажа. Ај малку да се вратиме на мојата историја, на мојата биографија. Роден сум на 10 март 48 година во село Клиново. Клиново? Клиново. Во истата таа година моите родители се преселили во селото Глишич. Во селото Глишич живеев 11 години со завршување на 4-то одделение. После тоа моите родители се селат во Кавадарци, каде продолжувам да живеам цел живот. Во Кавадарци завршив 8-то одделение, потоа гимназија. Во 1967 година се запишев на Висшата економска школа во Прилеп и ја завршив на крајот на 69 година. После тоа почнав да барам работа во Кавадарци. Одев во повеќе фирми. Прашував едно, прашував друго, некако тешко да работите, нигде не можам да најдам вработување. Се интересирав во весникот Нова Македонија, тогаш излегува конкурси, огласи за вработување во други места на Македонија. И еден ден во текот на месец март најдов конкурс Царинарница Скопје бара двајца приправници со Висша економска школа. Видов таму кои се условите, зедов, направи документи, понес барање, пушти барањето писмено до Царинарница Скопје. И очекував одговор. Помина месец дена, помина два, нема никаков одговор. Во тоа време немаше телефонски броеви да можеме да се јавуваме, да се слушаме, беше тоа доста ограничено. Пратив еден мој братче таму што живееше да провери како до каде работа, дали има нешто ново. Бил прашал таму, рекли нека чека, има уште не е решено. Добро. И јас веќе едно време изгубив волја, викам ова работа не бива. Од март месец сега дојде веќе јули, нема ништо решение, си терам другите работи, земјоделие, тогаш работевме со татко ми, со мајка ми. И еден ден, на 15 јули, денеца доаѓа писмо дома, на домашна адреса, од Царинарница Скопје, вика да се јавите во Царинарница Скопје. Утре дента одам во Скопје, со автобус, се јавам во Царинарница, добар ден, отидов малце покасно, јас сум тој и тој, о, добро е, што е, викам, работа, што барате? Вика, ти си на работа денеска. А како на работа, викам, јас цялото 11. Нема врска, вика, управникот вика вчера замина на одбор, ни остави наредба ни кажа како најдете го Ристи да почнеме со работа. Но луѓе, јас немам каде живеам во Скопје. Најди се с некој. И отидов кај едни родини таму. Недел дена и повеќе канив, живеев, да најдам стан и почнав со работа во Царинарница Скопје. Која година, да? Тоа е 17 година од 16 јули. Тогаш Царинарница Скопје беше кај што е сега местото на Рамстор. И Нейната банка и Рамстор, ако знаете кај се, знаат кај. Таму беше седиш на Царинарница Скопје и имаше таму и една испостава за царинење на стоки. Во тоа време, во Македонија, постоја само 3 царинарници. Скопје, Гевгелија и Битола. И многу малку испостави за царинење. Имаше Скопје испостава, една кај што бев таму во Царинарницата и една во Маџари, кај што е сега Скопска пивара. Во Битола имаше една испостава кај што е Царинарницата и Гевгелија една испостава кај што е Царинарницата. И гранични премини, Богородица беше отворен за нон-стоп минување, Ново село работеше само дење, ноќе не работеше, ДЕБА не постоеше, така гранични премини немаше, многу малци. Во тоа време почна, во Југославија, посебно
економската реформа, што беше 60 година, да се шири царинската служба низ градовите, затоа што требаше да се доближи до стопанството, да биде блиска, да биде прав сервис, затоа што царинската служба треба да биде сервис на стопанството. И таму работев во царинарницата околу 3 години, меѓутоа во меѓувреме јас не бев служен војска. Мора да служам војска. 72 година заминав на служење војен рок во Сараево, завршив војниот рок, се вратив пак во Скопје, 73 година од месец март, продолжив со работа. И тогаш почна таа, што реков, експанзија, ширење на испостави во Македонија. Прва испостава што отвори во тоа време беше Куманово. И јас, бидејќи немаше кој друг да работи таму, шефот беше, што бевме заедно во Скопје, го поставија и јас бев таму скоро 2 месеца. Дури најдоа друг човек од Гевгелија, обучен да може да работи. Во тоа време испоставите работеа со 2 човека, шефот и уште еден. Втора испостава што отвори тоа беше Велес. Велес па имаше сеќавање, тој што го пример со мене заедно во Скопје 70 година, го префрлија него и шефот беше на обука година дена во Скопје. Наред дојде Штип. 75 година дојде Штип наред. И управникот ми вика мене, Ристе, ти ќе мора да дојдеш во Штип на работа. Викам управник, јас се запослив за во Скопје, не за во Штип. Знам, вика, ама ти си, вика, не женет. Со тебе не е полесно, вика, да си женет, треба да барам и за жената работа, треба да бараме и стан, а тебе, вика, стан ти обезбедивме, виче. Од Штип, градот Штип обезбеди стан, имаш стан, мора ти дојдеш. Викам управник, јас си одам, ама и тоа да рачунаш на мене, дека таму нема да останам повеќе време. Ќе морам да си одам. Ама како ќе одиш ти од тоа служба, сега сите барат да се запослат ти да си одиш. Ја викам да живеам во Штип, немам намер. Јас сакам да живеам или во Скопје, или во Кавадарци. Добро. И почнав таму да работим во Штип. Штип беше многу интересен во тоа време за работа. Она што тогаш го викавме лон оплеменување, сега што викат доработки, го почна, а Штип го почна прв во Југославија. Он беше лидерот кој го почна тоа работење на оплеменување. И Стиво беше толку во тој дел развиен во тоа работење, скоро пола Европа текстилните фабрики беа префрлени во Штип. Дали за кошови, дали за пиџами, дали за вратоврски, дали за други. И беа поголемите поделени во Штип, сите по таа. Значи како царник и таа работа доста. Јас го работев најголемото искуство го стекав таму во делот на оплеменувањето. Лон работите на текстилот. И тоа беше турбо. Што е лон работење? Материјалите ги пушта собственикот од Англија или од Германија или од Белгија или од Холандија или од Шведска, од Норвешка, било каде. Комплет материјалите. И ти дава норматив. И Стиво на основа тој нормативот и шаблони. Го крое, го шие, го пакува и му го испрачува на крајот на гараџа. И ние према нормативите правиме секогаш соградување и на крајот го разложуваме. Влегле толку материјали, треба да изберат толку готови производи. Мора тоа на крајот да се сложи. Ако дојде нешто да не се слага, ќе мора на тоа што остаткот да плати царина и царински давачки. На тоа што не може да. Колку време бевте во Штип? Година и пол точно. Точно година и пол во Штип. Ама тебе јанцата јадеше да дојдеш. Ама џабе јас, зато во Штип мислам за Кавадарци. И во тоа време се гради, во Кавадарци почна да се гради Фени. Фени почна да се гради и слушам има оглас во Фени, барат референт за царина. И јас се јавив на огласот за референт за царина, после 5 дена ми јави, вика, можеш да дојдеш на работа од 1 јануари 77 година, можеш да почнеш работа во Фени. И јас напуштив царината во Штип, Скопје, управникот од Скопје малку почна да ми прави проблеми, вика, чекај Ристе, ние за тебе инвестиравме, вика. Како така ти? Јас бев 2 пати во Белград на школа, во Белград постоеше стојдо пред цари центар за обука на цариници. Со 50 луѓе, со 25 соби, со 20 во соба, 2 пати по 3 месеци школа. Тоа е школа. Секој ден одиш на настава и на крајот после 3 месеци одиш полагаш. Секој испит посебно. Царинска постапка, царинска тарифа, даношни прописи, кривичарие. 5 предмети беа од стрикно од струката, 3 беа од она другото работење. Познавањето што е. Вика, не инвестирав во тебе. Тие 6 месеци во Југославија, така нема, викам, слушај управници, ти можеш да го кажеш тоа така, али мојот договор за вработување, моето решение, немаш обрски, јас обрски немам. По законот немам, ти можеш да го кажеш, ама јас дај ќе го прифатам тоа, не. Јас сте храброст така да му кажав, така му кажав. И после дојде во Фени, и он после дошол некогаш во Кавадарци таму, се знаеш што тие, колку ме патта прашала во Фени, рекли тие така.
Па добро, помала плата имам во Фени, таму беше поголема плата. Добро, бе, може да била помала. Јас сум имал друг интерес некој за тоа. Како почнате во Кавалец? И почнав Фени, дојдов во Фени на работа. 7 година. Први 77 година. Почнав со работа. Мојата работа беше стручна работа. Да Што се заринев тогаш? не се тогаш ништо. Јас го организирав приемот на опремата од Америка, најголем дел беше од Америка, Добро. превоз од бродовите до Солун, од Солун тука со камиони, складирањето, но што беше многу битно како да складира, и царинењето после тоа. Фактички испоставата почна да работи тогаш. Да. Почна. Не, испостава кладаци тогаш немаше. Нема набрзо да испостава кладаци тогаш. Доаѓа од Скопје или Од Гевгелија, Гевгелија, од Гевгелија. Царина. Територијално кладаци припаѓаше на Гевгелија, од Гевгелија доаѓа. Доаѓа од Тоа Скопје. беше ли проблематично? Не, тоа беше организирано тоа, Добро. со царинајца Гевгелија, кога требаше да се врши царинење, ќе се припреме документите ни за царинење, ќе поднесеме, доаѓа луѓе од Гевгелија, на лице Некои место. проблеми имаше? Проблеми имаше. Едностранни проблеми се тие, меѓутоа вршиш царинење на опрема. Викаш, еве, денеска цариниме ротопечките. Добро. За печење пелетите. Гледаш само пакети. Не гледаш Нема ништо. Оти никаква печка. тоа е опрема во раскопена состојба. Да. И ми бујкаме тие колите цари. Еве декларација царинска, еве во декларација царинска пишува кои пакети се царинат. Мои пакети, во секој пакет пишува што има. Кажете вас, ако ви интересира нешто, видите кој пакет да го отвориме, ќе ви кажам во тој пакет што има. И се отвара. Дај вика, ќе направиме штик проба. Ајде штик проба правиме. Го отвараме овој пакет. Еве тоа треба да има. Друг пакет тоа. И на основа тоа така царини. Колку време траеше таа операција? Година и пол. Да, па Фени беше гигант, тоа е опрема. Опрема. И ако дојде во Фени, прво побарав да идеме што опрема ќе увезуваме, која опрема ќе увезуваме. Во тоа време Југославија за увоз на опрема која е специфична за посебни објекти, дава повластени царински стапки. Оти царината во тоа време беше голема. Царината не беше како што е денеска. Денеска царината има занемарлива улога. Скоро ништо не подлежи на Не царина. кажете ли ги тогашната? Во тоа време, пак ќе ви кажам, се плаќа обавезно царина имаше, секој артикул имаше царина. На основа тоа плюс додадени беа царинска евиденција 1%. Таа мора да плати секој. Дали е ослободен, евиденција царинска 1% се плати таа. Имаше друга давачка со 1,5% изранување на порското оптеретување што било во странство, ослободено да се плати и тоа. И една имаше посебна такса, така да тие 16% беа големи. Закон. И плюс царината. Меѓутоа, вика ако поднесете баре како објект, може да исто тоа на баре. Ја побарав список на опремата, направив една спецификација добра, со Бог да го прости Благо и Нацовски тогаш беше инженер на капитална изградба говорен, му викам Благо и треба тоа и тоа, сега ќе го направиме и направи се комплет. Поднесов ја барање до царинска управа, цел список со 15-20 страници, од таму се јавија, дојде екипа цела, четворица луѓе, стручен еден за тоа, друг за тоа. Недела денава кога да си работевме во Фени, како да го тоа организираме. Така. И почнавме, стапка по стапка. Една машина, па друга машина, па трета машина, па четврта, па пета, шеста, се. И го истерапме до крај, сега тоа што требаше. Овој рудникот Пане Трансовски ми даде посебен список за рудничната опрема што беше, посебно беше ова, и го направивме. 1,5 година се увезуваше опремата. Не. Таа патуваше толку време се увезуваше, али ова го правиме недела дена со овие делги. Али пред да почне да иде опремата, тоа го направиме. Го направиме тоа, тоа што почне да дојде после касно е. И го направиме тоа за тие недела дена со тие луѓето. Кога заврши на крајот тие, викам ајде да се видите со нашите директори. Минчев не беше тогаш, не знам кај беше. Ајде кај Галапчев ти да разговор. И сега да му кажат луѓето, еве, директор завршивме, работа таман, ова што понесете барањето, ќе ви го одобриме сето за благодарејќи на човекот што сте го ангажирали, вика. Така. Кога испоставата почнува да работи? Полека, рано е за испоставата. Рано е. Значи далеко сме од 77 до испоставата. И го завршиме тоа. После недела дена ни дојде од Царинска управа Белград решение за машини тие. Сите ни одобрија само за една дигалка што е овие што се мобилните дигалки, камионски дигалки, вика тоа не исписти се оправа, таа вика може да се користи другиот. Само за таа не одбија. Другите сите ни ги одобрија, негде околу 6 милиона во тоа време марки заштедивме на основа тоа барање што го понесов за намалување на царинските давачки на Фени. Фактички вие сте работеле за економијата околаци. Да, не, јас работев за Фени, не знам. Да, за Фени. И таа работа завршиме за тоа, после го работевме царинењето, во тоа време,
кога беше Југославија, немаше како сега увозници. Може сега бил секој увозник. Секоја фирма сега днеска е увоз-извоз. Така е. Во тоа време немаше така. Се знаеше, во Македонија, на пример, беа по области споделени. Може да увезува тутун или да изведува тутун и цигари, Македонија табак. Нафта, Нафта, Мазут, Мак Петрол, не бе, Мак Мак Петрол. Петрол. Нас беше возар, Да. Мак Петрол. Мако текстилната индустрија работеше. Интеримпекс, хемиската индустрија. Трхометал и Вардар, две фирми Само ти беа има тие. дозвола, Металургията да. не дозвола, има стручни служби. Аха. Слушни служби за работа. Другите не даде тоа да го работат. Во тоа време секоја работа што требаше да се работи, дали увоз или извоз, мора прво да направи документ фирмата што треба да го увезува или преку кој ќе го увезува до Народна банка да поднесе барање, приема да склучен договор за увоз или приема да склучен договор за извоз. И во него треба да наведе точно фирмата која ќе биде од таму продавач или фирмата која ќе биде купувач, нашата фирма која ќе биде увозник, која ќе биде корисник. Од нашите фирми обично беа корисници. Увозници беа 5-6 фирми. Тиквеш или друг кој бил, Фени која се работеше, беше увозник и го текна од Белград. Наша фирма македонска немаше. Сето увоз го на оправната што го правевме, со и го текна. Јас со нив бев цело време во контакти, во соработка Да ги- и сега. Ама јас ги координирав работи, ја ги координирав. Они беа во мене толку убедени сигурни, само тогаш телек си пуштавме, немаше како сега. После тоа пуштија еден телефон, два телефони пуштија скопски во Фери. Тоа беше среќа голема, да може да добиеш, иначе пред тоа нема шанс да добиеш телефон за Скопје. Да контактираш. Да, а со тие двата врски што беа телефонски и скопски и беше полесно. И тогаш тие фирми беа, викам Југотекна беше од Белград, преку неа сето царини одавме, документи ги завршиме и таа работа се заврши, Фери виќе опрема да се оцарини, се комплетира, јас работите виќе тие ми се понамалија, ми префрлија на друга работа. Ми дадоа да видам шеф на економска служба на топилницата. Луиски вика доста, вика ова ти го заврши, дај сега одиме погоре. Добро. И се јави поднесува барање тогаш општината да се отвори испитна царинска во Кавадарци. Која година? 79 година. Поднесува барање. А И ајде. собранието значи мора да побара. Оно бараше. Од државата. Бараше. Григор Дубров беше тогаш шеф на таа тој сектор во собранието и он го правеше тоа барањето и го пиша барањето Цраница ги велија и Цраница ги велија донесе решение ќе може да се одобри отварање испитна во Кавадарци. Сега кој ќе биде шеф на испоставата. Објави јавен оглас, јас се знаев со тој управникот и он ми се јави, вика, Ристе, што мислиш ти? Викам, правење мене тука ми е добро во Фени, ама не сум може да размислам. Ај вика, размисли види. Да. Размисли едно време, викам, дај, зошто не се дадам пак во службата. Тоа пак е тоа. Доста беше тука, заврши убава работа, Фени. Викам, че се јавам, и се јавив јас на огласот и ми кажа, после 15 дена дошол тој од Белград, што врши тој, кога се врши прием, има човек од Царинска управа во Белград, кој врши тестирање и разговор со. А тој човек мене ме знаеше уште. Препознал, да. 70 година јас кога Сака да кога се беше. запослив и тогаш бев на разговор и на тестирање. И он моите Твоите способности ги знам. ги имал таму. И сега кога дојде и му рекол управникот, јас за него вика немаш да вршам, јас за него имам. Имаш Ау свајс. кар бланш, имаш одмери, решено. И ме примат на работа, Арама му кажувам во Фени, викам јас сакам да си одам. Минчев Кочул, како си оди? Како си одиш? Викам, директоре, што да правам? Јас се одлучив да си одам. Ама ние рече, тя се на тебе беше, бевме на... Викам, не знам што да ви кажам сега, јас одлучив така, че морам да си одам. И пак викам, видите, викам и управникот дали ќе сака, па да отвори испоставата, овојот Гергери управникот вика, ја ако не дали вика, ти па не отварам сега. Ќе барам човек, не знам Тоа е човек. значаен сектор во... Ќе го одложам, ама немам човек, да, вика. Да, јасно. Немам човек да го ставам, кој ќе го ставам. А ти си вика спремен. И ај ми во тие договарања ваму таму Минчев кажат вика добро. Ај. Ти помогнеш и вика нас човек Како не? нов да примиш, ќе помогна, викам. Тоа без проблем. Викам вие најдете човек, примите човек, цело време јас ќе бидам на услуга. Ќе го контролирам. Ќе бидам на услуга, викам, не е проблем тоа, зошто не? Ние треба да се работуваме, не сме, ако сме царите, вие сте стопанство, Така. мора заедничи да работиме. Тие се проблемите. Ако не работите по прописите, се знаат правилата. Каде беше седишето на Царинска испозова Кавадарци? Првото седиште ни беше во Ангропромет. Требаше се отвори испоставата, они предлага да биде во центрот на градот, во канцелариите на Зоил Македонија. Таму не бива. Ама викам, господине Минчев, тој тога вишаме другар, викам.
Во тие канцеларии нас вика не одговара место. Бе зошто вика листе тоа е центар? Па баш од тие центар вика не одговара. Нас не треба вика место кај што треба да дојдат камиони, да се прелијат камиони. И кај да биде тоа? Викам најидеална позиција, викам Агропромет. За кавадаци викам тоа е идеално место. Малку е настана до градот Или не е. контрира од Агропромет. Викам таму. Ај вика ќе видиме тики таму. Отише да разговара со тогаш беше Перу Буров директор. Не доаѓа овде кај мене тука во кругот мене друг да ми доаѓа. Викам друго нема. Е просто Друга локација не одговара, кажи. Таа е локација. Вика, вика, ќе си оде, вика, угорот скоро, вика, во пензија, ќе свршиме посто. И така, вика, така направи, да мина угорот во пензија, после месец дена, дојде Дано директор, со него сврши работата и пред канцелари ни беа во Агропромет. без Тоа е од 1 ноември Така. 70 година. Ја пред тоа месец одев во Гевелија, тие двата месеца да почне испоставата. И таму почнавме во канцеларите и беа во Агропромет, во тој дел. колку време работиш? Таму бевме скоро 3 години. И потоа? После тоа се фузира Агропромет и Тиквешанка, стара така. една фирма Така. и ни рекоа нема место за вас тука, бидејќи канцеларија ни требаат повеќе луѓе. И ни префрлија во просторите на Тиквешанка што беа под Тиквеш. Под ладјашта. барака Под само. ладјашта, да, барака. Не беше бараката, али така слична барака беше. Така. Нешто. И таму бевме до 2 години, после тоа купивме, Царска управа уложи средства, купивме канцеларии наши доле во Белка, во зградите Белка. И таму бевме до 97 година. Така? Сега интересно тука овој дел 92 година. Да, мене. 92 година, крајот на април, тогашниот премиер Клюсев испадна собранието и ги извади парите. Кажа, Македонија има нови пари, македонски пари. Од утре сме ние веќе држава независна правите. И утрето треба да се одвоиме од Југославенска царина, да си прави Македонија царина собствена царина. И како се прави, гора се прави. Табановце треба да биде премиј граничен, тоа што тогаш не беше Така. премиј. Кој ќе биде таму? Сега нема луѓе за работа. Црнаец Скопје беше тогаш, али Црнаец Скопје беше повеќе на стоково цариneње, обучени луѓето, немаа луѓе што имаа граници. Они имаа граничен премиј Деве Бајер. Ама тој беше нефреквентен беше во тој. Нефреквентен. И решение од Гевгелија. Од Гевгелија ќе пуштат луѓе, мора да пуштат луѓе Гевгелија. Ај, од Гевгелија пуштат луѓе таму, нешто од Битола, нешто и од Скопје пуштија, така да може да формираат служби, да на границата треба да се работи. Тие беа необични бараки, пиколки таму што ги поставија, но тоа мора. И така почна таму да се работи. Функцијата така. Да, граничен премин, али божем граничен премин. Не беше тој граничен премин во права смисла што треба да биде. И полека, после се правеше. Важно во тоа време, тој граничен премин се направи и се почна Југославија. И нас не свика, сега од утре вика треба да почнеме да работиме, ќе имаме многу повеќе работа. Затоа што тогаш По кој закон не работев тогаш? по тие закони што беа на Југославија. И само се презедува. Додека не се донесе Да, ташите, И али требаше да почне да работиме, сега нашите фирми што пред тоа продаваа во Југославија, требаше од утре да продаваат во Југославија, тоа да биде извоз. Или од Југославија што купува, треба да биде веќе увоз. Тоа е веќе друга држава. И викат, ќе работите, вика, непрекидно да можеме да не застане стопанство. Тоа беше времето април, ќе почнат овите звездачки производи, треба да се извезуваат. Тогаш имаше производство многу, сега нема, сега Македонија тогаш имаше многу. И се договоривме, ќе работиме прекувремено, поручек, со договор со стопанството, се договараме, ќе се јават они, имаме камион за извоз денеска покасно ќе дојдеме, ние ќе го завршиме. И се работеше турбо. И сабота, и недела се сеќавам, Белкамер имаше извоз на јагнешко месо. Во недела сме да цариниме, да може да замине. Пред тоа они царини горе во Сежана. Сега кога се затворе границите, мора да се царини во Македонија. Така е. И ред други работи. Фактички се зголемила работата Многу повеќе. Пред тоа испоставата беше со многу мало била работа. Кога се турија границите со Србија, работа се зголеми. А луѓе се тие, нема луѓе. Кадар немате го. Нема кадар. Дојде после се формира Царинска управа Македонија, и пред тоа немаше Царинска управа. Црнаници, 3, Битола, Гевгелија, Скопје и готово, секој пат. Царинска управа се формира, па треба да се примат луѓе, па тие луѓе треба да се обушат, па да работат, па тоа е процес. И така почна. Дојде Бузовски да биде прв директор беше Царинска управа 92 година таму, месец јуни, мислам. И
така си почнат тия работи после да течат. Ние од 97 година, уствари од 88 доле бевме во Белка, до 97 година. Во 97 година Што направите 97? бевме доле, на Белка, до 97 година. Аха. Во месец септември 97 година, Царинската управа има некои согледување околу работењето и сакат да пробат нешто не водат работите, ќе правиме промена на шефовите, вика, ротации. Така. Мене ме прати од тука во Гевгелија, на таа Добро. испостава, тој од Гевгелија го прати во Струмица, тој од Струмица го прати во Кавадарци да биде тука шеф. Добро, отидов ја во Гевгелија на работа, Така беше. таму тие луѓето ги знаев, ама работата малку е подруга во Гевгелија, има друга врста на стока. Повеќе на трговски стоки се во Гевгелија. Ние имавме тука повеќе производствени фирми, повеќе роба што беше. И ги знаете за кои се тие. Ги знаеме и тоа и стоките беа малце погранични се знаат тие. А во Гевгелија беа други видови стоки. Одам и случајно сега за среќа или за несреќа. Тоа понеделник беше собранието, одам на работа, во петкот имало увоз на јарки. Неселки, кокошки неселки, таа се викаат. Добро. Тие се, така ги викат, јарки, старост тамо 18 недели. Тие тогаш почнуваат да пронесуваат. Аха. И од Грција обично таму ги увезувале и одам тие документи, гледам ги оставил тој колегата што беше пред тоа, некои работи не му биле доволно. Јас не ги оставив. А стоката мора да пуши тоа, што тоа е жива стока, не може да чуваш како биме, Така е. ќе изумрат тие јарките. И ми дава тие колегите, вика шефе, де види вие документите? Дај да видиш, гледам го. Не е проблем, викам, мене е работа, позната работа, не е проблем. Дај да видам документите, де да видам, тоа, гледам. Викам, цената прво не одговара. Како не одговара? Не одговара, викам, цена, не може да види 4 марки една јарка, која е негде не се до марки. Јас имав еден пријател од живеанска фарма Гевгелија, со него многу убаво живеевме, му си јај по телефон, Чиро, колку ги купуват од Грција? Чудом му е, марки вика. Сигурно ли си ти тоа? Еве ти таа вика нема друга во Грција условно вика. Таа фирма ги произведува вика јарките, таа ги продава испод таа цена не може вика. Јас да имам најмногу. Оти таа беше фармата Гевгелија, најголема фарма. Јасно. Добро. И ви сте потом? Му давам налог, викам, час смените се интернет, 4 марки, 7 марки, 4 пати цари. Дојде тој увозник од приватна фирма беше некој. Ти мене сакаш да му видиш, море, господин, ја не те познавам тебе, нити да знам, додат денеска прв ден на работа, ова треба да се заврши. Ова не е така. Ама ти викам, мене ми тераш, ми срениш и опрема. Па викам, моја опрема. Како опрема? Па ова секоја, викам, носилка е машинка за производство на јајца. Не е репа материјал. Репа материјал, може би, он одеше на варијанта, ако е репа материјал, не плаќат данок. Аха. Ако е опрема, треба да платат данок. Така. Викам, господин, не може, горе да платиш. Ај, плати. После 2 дена доаѓа истиот фирма, пак 3 камиони, пак носи јарките. Договорот е направен, овие фармите во Македонија чекат. Така. И му викам на тој колегата што требаше да оде на преглед, Ацо, оди избра ги вие јарките. Јарките. И он вака ме гледа. Шефе, ти се се фркаваш? Не бе, зашто се фркавам? Оди избра ги. Ето Да, предно. знаеш што може да биде? Како ќе ги бројам? Оди ќе изброиш лесна работа. Гледа го викам джамот, трга пред гледа. Гледаш како се... Камионите немат срада, тие се само... Да, отвори. Ушо се во кафизи. Оди види еден кафез, кафез, колку изброи. Друг кафез изброи, види, направи, ги изброи, дојде. Вика шефе, вишак се види. Ама бе, колку се вишак? Па скоро дупла, вика. Ај, направи документи, па. Ушо 30.000 марки. И дојде овој пак да се расправа со мене, викам, господин, што е сега проблемот? Ма ти ми уништи мене, ма што ти уништи видите? Што ти да правиш лошо? Точно ли е ова шо? Точно е. Зошто ги криеш? Викам, прошли пат проба на цената, сега види цената, сега на количината. Плати ова, 50.000 марки, така да... Во тој момент. Зашто ова не го зборувате? А зборувате за вас како ревносен цариник? Да. Дали ова Јас- дојде до вашите шефови? Како не дојде? Како не дојде? Значи, исто може и со таква стока, со таква да се справи. Ако беше мојот колега што пред тоа, што не било јасно таа работа, Добро. ќе уценеше како репа материјал. Може да плати цената, тие 50.000 марки, ќе си стане во джепот на Фактички, ви сте увозникот. работели за буџетот на За Република буџетот што? Македонија. Тоа е, Тие се пари на буџетот. Да, браво. Ова се дел од тие епизоди што ви останале во печат. Тоа беше месец дена таму бев. И во тој момент, кога бев таму за тие месец дена,
ми се јавува управникот, вика, Ристе, твоите испостава кога ќе затворија. Не. Дебро вика како затворија. А затворија, вика, градоначалникот, вика на општината, доле беше терминалот, не знам дали се сеќавате. Се сеќавам. Ископал. Како се случи? Канал, го затворил, не може вика тоа терминал да биде. Ман? Манчо ми сајко Бог да прости, не може. Си идаме во кавадаци утредента, одам кај викам. Не бива тоа, не може, море Манчо, ости ти таа работа не бива. Мора да има цари на кавадаци, мора да има терминал. Ти ако сакаш да не биде, дај да се договориме, да најдеме начин Решението, да дозволиме период требе. Да. Период. Ќе го затвориме, мене не ми, ја ти терминал не го имам за мене, ја не го отвори за мене, тоа е за стопанство. Таму беше испратата, најдобро решение беше тоа. Не, добро не. Илиевски вика сам така, испратата ја ќе затворам. Илиевски, Да. така што директор Директор на на Царска управа, ја ги ќе затворам испратата. И затвори. А затвори со документ. Царска управа ќе одуте Тоа е 99-2000 година. 97 97 година. во месец октомври. И после? Ја затвори испоставата, не работи. И му викам сега, чаре, најте вика терминал, Институција, најте терминал, одиделно, кај ќе биде таму, добро. Одам го групама кај Ристо, Димитро беше тогаш директор, викам, вака, вика, како не сакам ја, сакам да дојдете. Ако сакаш да дојдеме, викни го градоначалникот, да се договориме, да се организираме, да направите испоставата, ја што сакам да биде. Што треба да биде, не ја што сакам. По прописи. Дојде Манчо, дојде се даме, што бараш, тоа. Манчо на мене вика, да не сакаш да носим, ми ќе двери ви носим. Градоначалниче, ако треба и тоа ќе носи. Ја барам тоа што треба, а не барам тоа што не треба. Јас сум викам ова работа искусен, знам што треба, ова треба да се отвори не е за ден, за два. Ова сега ќе го отвориме, ќе биде вечно, да знаеш ќе биде вечно. И ето месец дена скоро Отворите пак фанга. се припрема, прво канцеларите ги припремат, шалтерите се направат, па кругот кај ќе бидат камионите, кај се паркираат, складиште да видиме како се, кај може да складира роба и така. И така да се направи тоа и негде на 15 ноември, пак ја пуштим ми спостават кавадат, си дадов јас пак тука. Значи можело да се затвори тогаш. Абе затворија Ако не. сте били упорни вие. А ја ако не го направи, тоа и готово беше. Готово беше. Тоа да пример, И вие дури во Скопје. дури ни готино пријавија амбиции да носат во зашто Готино. не? Тогаш фабрика за кабелови беше голем Да, објект беше, во Готино да, и ова- амбиции пријавија да носат во Готино. Ами, зашто да не? Меѓутоа Готова работа. се реши работата полека, се направи таму и сега е стација таму. До кој година работите во таа царинска? Јас работев до 2002. Потоа? После тоа дојдоа во Македонија партиите наши Аха. да владеат. Како доаѓа партијата, не си интересен. Одмah Ако има корист од тебе, добро. Не, ако не си партиски член, ако не си член на таа партија, одма не си потребен. О, Кога сум на власт јас, ако се не си мој, не си потребен. И до кога така ветровите ви носат? И после аз да ме шетат прво во Гевјелија, Аха. железничка станица, па во Струмица бев малце, па тука, па во Трубарово, Скопје. Скопје железничка станица. Ја Трубарово го работеше 25 година, го знам многу убаво. И че тие турбуленции. И ај 2002 година дојде единствен власт и ја отворија пак слободната зона. Сега треба свати малата разлика со слободните зони. Да. 90-та година Анте Марковиќ, премиер на Југославија, тогаш беше уште Југославија постоеше, и на основа тие согледувања дава одобрение и решение да се отвори Фени да биде слободна царинска зона. Да, бе. Тоа многу значи. Добро. Во Кавадаци испоставата постои, работи и тоа слободна зона, такво работење не познава. Се јавувам во Белград, тогаш беше царинска управа во Белград. Добро. Барам помош. Стручно ти ми рекол ти ќе бидеш и таму шеф, двете испостави. И од Белград тој што беше за таа работа ми вика, Ристе, ќе идеш вика ти во Шабац. Таму вика има слободна зона, постоje, ќе одиш таму, најдобро да одиш таму, вика да видиш искуство, документи, се тоа. Добро, ајде. Запалиме колата со Фени, од Фени ден човек и јас, право Шабац, Васко Букетов беше од Фени, право Шабац, дојдем во Шабац, добар ден, вака, колега, ми тоа не радимо, вика. Како ми радимо? Па ми радимо, вика, лон работа. Викам, лон работа, ја работев во Штип пред 15 години, ја таа многу побува знам. А па не, викам, ми тоа. Тако се зове, али ми радимо лон работа. Викам, не интересува ништо. Се враќам таму, му се јавам тој Белград, викам, господине, ова работа не испадна ништо. Како не? Па викам, овие во Шабат немаат поима од слободна зона, родат лон. Оди у бар. Добро. Пак Фени колото, ајде у бар. Одиме во бар, слободната зона,
слободна зона, али трговска. Како доаѓа работа во зоната, се складира и стои таму. Тоа е неутрално подрачје. Утре ако треба да оде било каде се прават документи пак за царинење. Или ако дојде друго место. Нема производство, одека нашто е производство. Ќе доаѓаме таму. Му се јувам да Стефче беше тогаш управник. Викам, Стефче, ваа работа нашата не била. Де бе регистор? Де била, викам, вие немате појма. Ние треба да почнеме да работиме. Ти можеш да подпое нешто, јас имам читано спремно нешто материјали, што значи слободни зони, да направиш едно пасто. Ами викам да седнам, да направя. Седнав, така, 5-6 дена, полека го направихте. 20 страници пасто, му пуштив на пасто, го видел он, добро е. Пуштил Белград царинска управа, да го одобри тебе директорот. Да, без тоа не може. Почи Звонко, почи беше тој директор, го видел, подпишал, го пушти. Браво. Готово е, сега отвараме. И отворихме 90-та година. Отворихме слободната зона, прва слободна зона во Југославија. Прва слободна зона во Југославија производна, иначе трговски имаше и во Копар и на други места. Тоа беше. И почнавме да работиме. Многу значајно. Затоа што Фени у тоа време не му се погоди цената, иначе со тие бенефиции што ги доби како слободна зона, но ништо не плаќа царина, ништо не плаќа данок. Меѓутоа цената никога беше во тој период катастрофална, $3.000 беше по тон. Никогаш не била. И проработив скоро година и пол, работеше тогаш зоната слободна, како Фени изгасна и таа. Рести, кога се пензиониравте? 2012 година. И сега би се вратили или повторно назад во царината? Сега? Сега, што се правам сега? Деве јас бе барам, например, да работите до царина, ако е све експерт за вака. Ма не можам за котлета. Тоа сака да ја предизвикам. Ја можам да работам, во некоја фирма може да бидам царински. Вие работевте се по прописи, така. Дали има импровизација или процека на... Импровизација не може да постои. Прописите се многу јасни. Каква е работата на царина? Прописите се многу јасни. Ја кога бев во Белград на школата, после ако полагавме, прописите толку јасни. Посебен предмет, најтежок, најпрактичен, најстручен е царинската постапка. Аха. Ако таа не ја познаваш доволно, другото сето ти. Таа е прва и основна треба да познаваш. И втората, царинската тарифа. Македонија, стари Југославија во тоа време, пред да појдам ја на работа, до 69 година, немало царинска тарифа. Постојала царина на 3 производи. Опрема, репов материјал и готови производи. Широко потрошувачка стока. Само 3. Само 3 стапки. Се знае тоа, се знае што е опрема, што е широко потрошувачка, што е. Кога 67 година, кога знесе туванста реформа на Југославија, донесе одлука да се приклучи Југославија кон бриселска номенклатура. Има царинска номенклатура бриселска, која и сега е постоечка и која е носеча за цел свет. Сите се по таа номенклатура прилагодува сега. Во тоа време не. Посебно овој што беше источниот дел блокот Русија. Нема појма што е тоа царинска тарифа. И Југославија 67 година се приклонува и ја присвојува таа и се прави царинска тарифа, која што носи документ за царинење. И се знае точно во таа царинска тарифа по тој документ која стока, какви давачки, какви ограничувања има. И не постојат. Колку е значајно? Таа царинска тарифа се состоја од 21 оддел. Оддел од повеќе 99 тарифни броеви и над 1000 и нешто подброеви други. Сите мора да ги знаеш? Секој, не мора да ги знаеш на памет. Треба да знаеш да користиш. Да користиш царинска тарифа и да имаш познавање, да знаеш дека овој телефон влегува во тој и тој тарифен број. Овој микрофон во тој и тој тарифен број. Ова чашата за вода во тој, ако е стакло, ако од метал, секоја различна, ако е пластика, ако е дрво, секој си има свој тарифен број. Секоја стока. И тоа што не го гледаш, и тоа има тарифен број. Што, колку знаеш ти напамет? Многу знам тоа. Јас уште кога видам бара го во таа глава. Глава. Тие 99 глави, ова оде во таа глава, ова оде во таа глава. И таму ќе го бараш. И нешто кој има некои ситуации, нешто не ти е до крај јасно, постојат коментари. По полиција имаат бројки. Ајде 1-2. Постојат коментари на царинска тарифа, на царинска тарифа и во коментарот вика: ако се работи за тако производ, треба да видиш дали е тоа, дали е тоа, дали е тоа. Ако си ти ради дело, тогаш е добро. Ако не е тоа, онда те упатува вика баре го во друг тариф. Така да и треба да го познаваш царинската постапка и царинската тарифа. Кога ги знаеш ти добро, после натки лесно е да
Колку е значајна царината за државата? Во овој момент царината нема улога на заштитна улога. Она има улогата на царината сега е повеќе да го олесне стопанство во работењето. Сега се мали девачки. Многу мали се девачките. Сега Направете разлика разликата. од 95-та до денеска. Јас кога работев во Фени, тогаш дипломирав на Економски факултет. Тогашниот гувернер на Народната банка ми вика, ми даде тема, он ми беше ментор кај го параграф. Диплом Стабранев, ќе направиш вика царинска политика при увоз на опрема за Југославија и ќе направиш осад за Фени. Што значи тоа? Да, и му направив таа дипломска работа направив и му дадов тој што види човекот вика супер, добро си направил и видовме тогаш дека многу се големи давачките за увоз опремата, а сега се нула. Сега само може да плаќа ДДВ. Иначе од може да кажам дека од 90% државите Зошто тоа така? сега имаме договор за слободна трговија. И во цел се Да така. стимулира соработката, економската соработка да се движи повеќе, да има повеќе увоз, да има повеќе извоз, да не подлежи на давачки. Добро е тоа или Да нема бариери такви. според Затоа тебе? што се качува цената, секоја давачка што ќе видиш како царина, скапува производот. Јасно. А целта е да бидеш конкурентен на пазар, да бидеш што може поевтино. Како ти оценуваш состојбата во кавадаричката економија? Гледајќи од страна, мислам дека е добра. Добра е. Кавадач е еден од градовите што ипак да задржа економијата колку толку и се движи по добар правец. Сега фирмите во Кавадач тие што се поголемите сега има многу бенефиции во делот на царинењето. Сега постои локално царинење. Луѓе домашно царинење. Што значи тоа? Тоа значи дека не камионите и документите не се носат во царина, него си одат директно и ГМС има сега локално царинење. Сите камиони што врши извоз, он си пломбира кај него, он му дава документи, си одат камионите во странство и после понесува царнарица Без цариници? без цариници. Како државата има доверба во таа? Тоа е регулирано со закон, не е проблем. Он си прави документи, си ги товара, си ги извезува. Царината има на компјутерот во секој момент поглед. Што прави, што работи, може да каже, чекај тој камион ќе го видиме ние. Ќе провериме, ако сака. Супервизија му прави на. Да, ако сакат. Ако сакат. Ако се дека има потреби, и он сета роба што му доаѓа од странство, сета роба што ја паќа тука, си врши локално црнење кај него. Си има служба, оформена служба, луѓе стручат за таа работа, си ја терат работата и еднаш месечно, како е договорот или два пати, носят документи збирни за тоа што го направил извозот, пак во царина да ги веш документи. И тоа е многу леснување, тоа исто го има и Фени. Исто го има и Тиквиш. Колку живо се сеќавате на сите моменти од вашето работење? Што е тоа што и ден денеска не би го заборавиле, а сте го доживеале во царинската служба? Имаше многу моменти порано, кога беше Југославија и прети година на Македонија. Имаше моменти и колегијалност, и стручност, и соработки, се. Меѓутоа тоа беше негде до 98. После тоа ќе работите се изместија со доаѓањето на плурализмот на Македонија. Кој роба е најтешко да се царине, кој е најлесно да се царине? Да, најлесно се овие едноставните роби, што репарбитражни кредити, тие се едноставни. Иначе има роби кои што подлежат на некои клаузули, дали се работи за специфично некои делови. И се повеќе работа? Што треба, не, повеќе работа не треба, него тоа треба да обрнеш внимание на повеќе документи, дали треба одобрение од едно министерство, дали треба од некоја друга агенција одобрение, дали треба проверки да се прават. Кога се јава сомнение кај цариникот за одредена трансакција, што за одреден увоз или извоз? Кога беше Југославија, обично знаевме кај може да очекуваме дека може нешто да биде сумњиво и таму ќе се обрне повеќе. Да, прилика се знае, кога се дојдат документите, чекај тука малку да обрнеме повеќе внимание. Тоа беа ретки моменти, јас прв случај тако што го имав, но тоа беше 75 година, баш ова време. Фабриката за автобуси Скопје беше тогаш гигант. Фабриката за 11 тони за автобуси. И носеа некои делови и беа пријавени како делови за мотори. Они биле фактички делови за каросерија, не за мотори. А деловите за каросерија имаат друг третман. Моторите беа ослободени, а каросериите, затоа што Југославија имало некои фабрики што произведувале делови за каросерии и тогаш имаше заштитни улоги. Зашто ако фирма некоја произведува такво, тоа не може. Мора да се или да плати поголеми давачки, или треба да се одобри увоз, да се бара од източна Советна Југославија, да го одобри увозот. И ми пријавуваат
документи ми ги дава, той ще беше предпоставениот. Вика, Ристо, ова погледа ова робота, ќе го гледам, вика, не е проблем. Одам на преглед, гледам едно по едно, нешто не штима. Не штима. И погледав убаво до крај, погледав, си направив на тоа, си запишав што е. Доаѓам назад, викам на шефот, шефе, ова работа нешто не ми штима мене. Шо е бе, Ристо? Викам, не е тамано, не се овие делови за мотори, не се делови за каросери. Ристо, ако си ти видел тоа, ако ти убеден тоа, нема проблем. Добро. Имаш вика виза тере. Направи записи за наод, така се вика тоа записи за наод, му доставувам на странката. Он има право да се жали. Да, мои се жалат. На основа жалбата има царинарици, има комисија од тројца кои ќе го гледат тоа и кажуваат дали сум ја во право или не сум право. Тие тројца гледат и викат во право е цариникот, му го одбива приговорот на записи за наод. На основа тоа он може поднесе нов приговор до Царинска управа на Југославија, тоа беше Југославија. Понесе одбарено таму и од таму тие го раздават и па ги одбиват и они викат цариникот е право, вие сте треба да платите и казни и да ви давачки. Не, ние се жалиме на суд. Одат на суд да се жалат. Али тоа е процедура, знаеш, тоа е време е. Така е. И подале и на суд, на основен суд, на апелација, на врховен. И аз напуштив Царина 77 година, дојдов во Фени и летото 77 година, случајно шефот што ми беше тој во Скопје што го прави документите, во Охрид се наоѓаме, Ристо, што правиш? Добро бе. Слушај, оно твое, тој Србин беше. Оно твое вика за фаси нешто тоа, понешто е завршено, ти си добил. Среќа што вика, што имаше до 3-4 години. Вика, бре, Ристо, да си беше вика сега во Царина, вика, ти да беше вика голема награда. Обештетувате. Голема награда вика. Вика охране, бре. Било што, тоа е битно, дека моето викам, мене ми е сатисфакција дека на крајот сум било право. Сум било право, тоа инче не е. Имаме ли кадар во Кавадарци за цариници? Во Кавадарци? Да. Многу е не е благодарно да кажам дали ме кадар, ја не ги познавам луѓето. Тие што ги познавам во моето време. Да, и сега работи. Јас кога бев на работа, бевме 20 прво. Тогаш многу малку луѓе бевме во Царина. Сега се многу, сега се 10 души. После кога примија 98 година прв пат дојде Тони Стојановиќ, после тоа 99 година уште 20, сега се 10 души. Сега се многу. Има ли работа? По моја согледување тоа се многу. Многу се. Башка што сега е многу олесната работа и упростена со компјутерите. Ние на времето, јас кога работев, кога започнав 17 година во Царинарница. Вие требаше за еден телефон. Ма како телефон, немаш телефони тој. Рачунавме тогаш, сега никој не рачуна никаква царина сега. Сето му го дава компјутерот. Он само врши проверка, дали секако што треба. Јас правата машинка за рачунање на царината во Скопје беше мучкалица, викаме вака рачна. На неја имаш горе бројки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до 0. И почнуваш. Ќе ги ставиш прво тие бројот кој што треба да го можиш и починеш ако е 0 последната, само ќе го стиснеш тоа да се помести. После 9 пати, па ќе стиснеш 8 пати, 2 пати. И ќе добиеш бројка, ќе пишеш таа број. Сега нема тоа. И во тоа време се рачунавме рачун, се рачун. Индига. И сте правили ли грешки? Нормално. Сега имаше еден колега, он беше најмногу по грешките. Ја него вика и тие колегите му се лутија. После тоа треба да вршиш пресметка, обрчун, па книжија во благајната, па треба да го сложиш хоризонтално, вертикално, ако има грешка не се слага, проблеми. Ама тоа беше такво времето. Царинската служба или работење е многу интересно за граѓаните, бидејќи многу малку знаат за неа. Што ти би одбрал од твоето долгогодишно, 40 годишно работење со царина како интересно, како значајно? Да. Во прво време, кога бев во Скопје, таму беше царинењето скоро од цела Македонија. Тоа што тогаш испостави немаше и Македонија. Кажа пред ходно дека беа само тие испостави во Скопје имаше две, ги веле една битува. Добро. И негде 80% од робота што доаѓаше во Македонија од увоз, се царинеше во Скопје. И беа доста интересни работи имаше на царине во Скопје во тоа време, а имаше доста и опрема која тогаш се увезуваше. Уши, прв ми беше објект Уши во тоа време, имаше некоја нова опрема. Уши што цементара во Скопје, прво таму некој искуство стекнавме, после тоа ЕСМ на Македонија увезуваше првите компјутери во Македонија,
Летостопанство Македонија ги образуваше од Чехословачка. Баш се сеќавам една фирма Аритма, вика чешка, и тоа им беше како искуство. ЕСМ. ЕСМ. Летостопанство Македонија. Да. Тоа време. Тие ми беа како први поинтересни работи. Јака комбинација. И после во Штип, кажав, ова доработката беше тогаш шит во Југославија, тој почна да се работи на текстилната индустрија, увоз за материјали за извоз на готови производи. Да. Во Кавадарци кога дојдов беше малце седена работата на тие неготини и Кавадарци. Што царина Кавадарци? Што бараат да? Кавадарци тиквеш беше носечи во тој дел. Извоз на вино, извоз на грозје, увоз на шишиња, репа материјали, други и слично. Сега имате ли за податоци фени. како сега царини се царини, како тогаш царини? Дали Не, е количината зголемена? сега е зголемена затоа што тогаш беше Југославија, Југославија се оддели како Сега пазар. сме сами. Сега сме сами, сега тоа што се продава во Србија сега е извоз, тогаш не беше извоз. Тогаш Словенија вино купуваше Хрватска, Србија, тоа не беше извоз. Тогаш имавме извоз многу за Источна Германија и за Германија. Така е. И тоа Јас, го нали. јас се сеќавам за Источна Германија обично негде околу 20 милиона литри се изведуваше Тој, брендвајн. што значи тоа? Тоа беше некое полошо вино, али со зголемен алкохол. Аха. Количина на алкохол негде од 23% за преработка во вињак. Германија. В Германија источна од тоа вино правеле вињак после во Германија. И обично околу 20 милиона литра тикваш извезуваше само од Источна Германија со Голема количина. како не голем 20 милиона. Добро. 20 милиона. Се тоа одеше со Зашто вагони. нас? Со тоа со вагони. Кој иде вагоните на станицата Од каде доаѓа? Неготино, Од не можеше да ги стават, не се обираше, па дел во Демиркапија, дел во Кукуречени. Вагоните. Тоа овие ќе заминат, па ќе другите да ги товарат. Отиде цела пратка 50 вагона, веднаш ќе товарат тоа беа. Се преку вас можеше да помине. Сето тоа не го говореше цернеите тука преку. Христи, сабота ни недел. Немаше ден. Не, да, обично избегававме да работиме, тоа и они и стопанството не сакаше, али сабота се работеше редовно. Редовно сабота Од работеше. Гевгелија какво искуство имавте? Во Вивелија, сега ќе ви кажам, Ајде. кога бев 97 година, кога беше тоа ротацијата на шефовите, исто така едно царенење на текстилна роба за една брендирана фирма. Одат колегите што вршат преглед и се враќат после од фасадата. Викам, што направите? Добро, шеф, вика, погледавме. И што е се? Тамане, вика се. Тебе, како тамане се? Шлепер. Цел шлепер е ова роба. Тамане, не е, викам тамане. Радко се вика тој колегата. Радко, врати се назад со колегата и ќе си го проверите камионот детално. Тоа вика се треба работа. Колку треба работа, толку ден, два, вие си работите. Добро, и тоа беше среда. Да. И работат тоа. Среда продолжи четврткот и петкот кај 2 сата доаѓаат. Еве шефе, вика завршиме. И што е ситуацијата? Вика 1100 јакни има повеќе. Што ти реков јас? Што ти кажав дека тоа така не бива? 1100 јакни, знаеш колку пари викам тоа? Една јакна 50 марки, тогаш беа марки. Пута 50, колку е тоа? 58.000 марки. На тоа давачите викам околу 35%. 25.000 марки тргува. Да. Да ми направите документ да го заложи да плати. Нека си платят возникот и друг пат викам ова работа не ја правите. Затоа што викам ова работа не ви е вас прв пат сигурно. Овој возник не доаѓа случајно. Возникот е од Скопје, доаѓа во Гевгелија да царине текстил. Зошто го царине Скопје? Е тоа на што више дали има некои работи. Тоа што некои работи, пак некои од колегите, некои Ова работа мора да се сове за средите. тоа беше. Втора работа што беше така поинтересна, малце покасно беше Да. тоа. 250.000 евра за царински прекшок фирмата си ги плати давачките пред државата. Не е сериозно да се каже во фирмата и тоа не е време, али важно 250.000 евра си ги наплати. Без да трепне. Дојде само зошто така, зошто вака, викам тоа е тоа. Фактите се тие. Ако не се фактите тие, кај сте ви? Имате право да се жалите тоа што јас не сум Да, да. светец. Јас моето го оценив, го видов, вас прекшокот да се ви направи. Во овој дел се направи прекшок. Према тоа треба да платите на државата 250.000 евра. 15 милиони динари, си ги плати. Ние сте ова емисија работим по повод 14 април, денот на царинските работници. Да. Според вас, кој е значењето на царината во нашиот систем, во економијата, во Македонија, воопшто, Да. какво е нејзиното значење во државата? Значењето е големо. И она треба да биде уште да има поголемо значење, не во делот тоа да биде како нека бариера, него да биде блиско до стопанството, да биде сервис до стопанството, прав сервис. Не се сите
фирми, не се сите луѓе криминалци. Тие криминалци се многу малце и лесно се наоѓаат тие кои си и треба да ги издвоиме. Во постапката секој царник кој што е прав царник, кој што добро ги познава работите, одма може да оцени во пристапот каде има криминал. Каде нема криминал? Затоа што сега и во царинскиот систем направено е така. Се врши, има три степени на проверка. Вика зелен канал, жолт и црвен. Ако дојдат документите на зелен канал, значи не треба ништо да се гледа. Пушти го, нека си набрка. Ако дојде на жолт канал, може да се врши проверка на дел, дали на вредност, дали да се гледа робата, дали е тоа, дали на количината. Ако е црвен канал, тогаш вика треба да правиш проверка подетална, да провериш цела роба, да провериш вредност убаво, да видиш од кај доаѓа, како доаѓа, дали има некои. Тие се тие варијанти. Сега Тоа би можело да се смени за да биде подобро. не треба да се смени ништо, само да се тоа поштува до крај што е направено. Тоа што е направено е доста доволно е тоа и да земат да работат малку повеќе луѓето, повеќе да работат и повеќе стручно. Вие рековте многу битен одговор. Да не се губи многу време, да се биде честно. Дали тоа било специфика на вашето работење? Тоа беше гесло, најважно гесло беше тоа. Ја никогаш не сум дозволил да чекат камионите без потреба. Ако некој треба чека, ќе чека и ден и два. Али тој што не треба чека, пушти го одма. Пушти го одма, зашто? Треба да тече. Тоа е таа функција што Треба да вие имате тече. да го развивате Треба да стопанството. тече. Стопанството бара брза услуга, не бара време чекање. Зошто се прават сега овие Западен Балкан, ово, она, да се направи фреквенцијата да биде брза и полесна, поедноставна. Како коментирате фактот дека со србите имаме отворени граници? Тоа е многу добар работа. Треба да се направи многу и порано таа. И не само во тој дел, него уште повеќе да се продолжи, уште повеќе. Документи, сега еден документ ќе го правиме 3 пати, нема потреба 3 пати. Тој документ ќе се прави, од таму трга со тој документ да биде достигнато на стоката здравство. Да нема потреба. Посебно во денешно време со овие компјутери, со врската може да има цариците меѓу себе, нема потреба. Дори да се гледат може. Почувањето толку имавме за разговор со нашиот соговорник Ристо Златев, еден од најстарите и најдобри црвеници кои ги имало Ковалеци. Благодарам што ме следите, пријатно беше.